Денеска Свети Архангел Михаил, православните верници во Штип на овој празник ја посетуваат црквата посветена на водичот на небеските ангели во дворот на музичкото училиште. И денеска дојдоа во голем број, запалија свеќи и се помолија за здравје. Секоја година доаѓам, зет ми има име, а и Свети Арангел е голем празник, голем светец. И јас си верувам во Бога и никој пат не ги оставам празниците, да не дојдам. Така, денеска се помолите? Се помолив да Бог да дава здравје на сите и најпосле на нас, да не чува од лошо. За здравје за сите, не само за нас. Запалиме се свекичка, помолиме се за здравје и си идеме. Некогаш и погачка си донесеме, ама не секогаш. Светата црква го слави празникот во чест на сите ангелски чинови. Наречен е собор на Свети Архангел Михаил, затоа што Архангел Михаил го смета за војвода на целата ангелска војска. Според црковните предања, тој прв и се спротиставил на злите сили. Тој бил архангел, тој чин во небесното бестелесно царство, како раководна функција. Познати се повеќе имења на архангели, како што е Гаврил, кој е дал и благата вест на Марија дека ќе го роди Спасителот Господ Исус Христос. И како раководител на ангелите, тие се најблиско до Бога и го застапуваат човекот пред Бога. Според народните верувања, Свети Архангел Михаил на овој ден ги посетува болните, затоа се молат за нивно оздравување. За здравје на целата фамилија. Имам жена болна и голема желба имам да ми оздравее бабата. Меѓу сите ангели, Архангел Михаил на иконата е представен како борец, облечен како војвода со меч и копје во рацете. Се верува и дека тој доаѓа и ги зема душите на луѓето, поради што е познат и како душевадник. Во некои краеви се верува дека облечен како просјак оди по светот и им помага на оние во неволја. Свети Архангел Михаил е заштитник на касапите. На овој ден не колат за да им се простат гревовите за одземаните души.